Европа се подготвува за нов бран на проширување кој нема да биде мотивирано толку од строгите критериуми кои се бараат од нивните земји членки, колку од сериозната безбедносна дилема визави Русија и нејзините идни планови во Европа, вели првиот министер за надворешни работи Денко Малевски. Според него да не се сменеше комплетно геополитиката во Европа и светот со руската интервенција во Украина, шансите за влез на Северна Македонија во ЕУ до 2030 година не беа големи, меѓутоа сега тоа е остварливо, вели тој. Одеднаш безбедносниот елемент во при приемот на нови членки во Унијата станува поважен отколку строгите критериуми. Тоа не значи дека ќе се провлечкаме некако без никакви критериуми, но мислам дека безбедносната компонента на ЕУ да се заокружи Унијата заедно со Украина, Молдавија, евентуално Грузија и земјите на Западниот Балкан е доминантна и тоа ветува дека е можно, доколку не ги отклониме пречките што стојат на нашиот пат, дека имаме големи шанси тоа да се реализира. Маленка Ристевска Јорданова од Институтот за европска политика пак не е голем оптимист за влез во ЕУ на земјава до 2030 година. Бидејќи она што сега се зборува, се, да кажеме, притиска, се лобира, е 2030 година како година во која што ќе бидат подготвени и Европската Унија и кандидатите за пристапување. Тука веќе има разлика во, да кажеме, таа фраза. Кога самото пристапување ќе настапи е веќе дополнителен процес. Малевски вели дека со францускиот предлог се направил сериозен пробив низ бугарското вето, кој треба да се искористи и да се работи на исполнување на условите и отпочнување на преговорите. И јас на францускиот предлог гледам како на производ на една заедничка акција како на Европа, предводена од Франција во овој случај, и на Соединетите Американски држави, кои сметаат дека е опасно Македонија одново да се остави во чекалната, додека не се разрешат споровите околу историјата со Бугарија. Јорданова пак смета дека со внесувањето на бугарите во уставот, тие нема да застанат со своите барања. Нивните барања се веќе вградени во протоколот и како обврски, и тие продолжуваат и понатаму, а самото вградување во уставот веќе дава основа за нивни натамошни барања кои што тогаш веќе ќе станат наше внатрешно прашање. Така што покрај тоа има уште многу други обврски и не се, мислам, има основа за тоа Бугарија да поставува натамошни барања. Според неа, во прилог на Северна Македонија извештајот на француско-германската експертска група со кој се предлага во текот на преговорите со земјите кандидати да има квалификувано мнозинство, а само на крајот едногласно за прием на државите членки. Тоа, вели, во голема мера би ја променило ситуацијата во која сега е поставена Северна Македонија и положбата на Бугарија кога би останала без правото на вето во целиот процес. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.